Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосаљевиќ, вие следите емисијата Заспи ако можеш. Многу новости, многу интересни настани во последниве неколку дена. Едно нив се разбира ематено, а фризура, се шегам се разбира, фризурата таква каква што е, не им се допаѓа на многу минава, мене ми е прва класа. Ке разговараме на многу важни теми, велам во студиото покани двајца интересни гости кои што се разликуваат по предметот на интереси, ајде да речеме, меѓутоа ќе се обидеме да ги споиме во еден комплот кој што би требало да ни даде одредена целина. Пред да ги представам гостите и темите за кои што ќе зборувам, само да кажам дека владата го предлага господинот Ненад Савески за државен јавен обвинител. Собранието ќе треба да го изгласа или да не го изгласа, иако голема е веројатноста дека токму тој ќе биде новиот државен јавен обвинител. Некој верува дека ќе биде жена, меѓутоа очигледно тоа нема да се случи. Ќе следиме работата, се разбира, на државниот обвинител. Многу очекувања има од него. Пред нас е период во кој што ќе треба сериозни реформи да се спроведат и ќе видиме како се тоа ќе функционира. Но, да преминеме на темите кои што нас ни се интересни вечерва, не само вечерва, туку генерално топ вестот кој што не може да се избега е, се разбира, војната која што САД и Израел ја водат против Иран и последиците од неа, не само за регионот каде што се случува тоа што се случува, многу жртви, многу разорнувања, туку за целиот свет. Впрочем, вчера видовме како изгледа тоа кога нафтата ќе оди нагоре и кога ќе добиете 15 денари, например, плюс на поскапување на дизелот само во еден момент, но веројатно работите не се толку црно-бели и ќе треба да ги објасниме и да погодиме, ако е тоа возможно, во кој правец ќе одат процесите. Со мене во студиото е мојот колега новинар Срџан Ивановиќ. Добра вечер, Срџан. Добра вечер, поздрав до вашите гледачи. И финансискиот експерт Бојан Цветановски. Добра вечер, Бојан. Добра вечер. Што да почнеме, од кај да почнеме, од кај да се изнервираме, не знам, меѓутоа факт е дека војната на САД Израел, велам, против Иран влегува во една критична ситуација во која што не се знае буквално кои ќе бидат следните чекори. Гледаме закани од двете страни, гледаме најави дека не само што нема да запре, туку напротив ќе се пролонгира на неодредено време и дека ќе стане уште по-брутална. Последната изјава на господинот Доналд Трамп, на председателот на САД, беше дека не треба Иран да се игра многу во Ормускиот теснец, тамо каде што поменува 1/5 од светскиот извоз на нафта, затоа што ќе биде 20 пати посилно удрен. Од друга страна, изјавите на официјалните лица на Исламската република се дека тие не сакаат да преговараат веќе со САД и со Израел и дека имаат намера да се борат се додека се нападнати. Тешко е да се повлече, да се дојде до некој логичен заклучок, особено кога се наблюдува тоа што го има кажано председателот на САД Доналд Трамп, кој е најгласен од сите заинтересирани страни во конфликтот. Тоа што би можело да се земе како мало светло на крајот од тунелот е неговата вчерашна изјава дека конфликтот нема многу да трае, па тоа позитивно така е, влијаеше на пазарите. Влијаеше на пазарите, но денеска гледаме дека веројатно повторно се засекируваат тие што тргуваат со нафта и со други потребствени. Не кажеме дека по Хормушкиот теснец, а потоа и по Суетскиот канал не проаѓа само нафта, туку и многу повеќе друга роба која што е и повеќе од потребна во Европа. Меѓу другото и вештачко ѓубриво за кое што многу малку се зборува, а е исклучително важно. И тоа е важно сега во месец април, тогаш е најбитно. Кога се практично кога се земјоделските производи се прават. Тука имаме еден голем проблем. Ако ми даете 2 минути да објаснам тоа што мислам да го објаснаме, има голем проблем Соединетите американски држави, вклучително председателот Трамп, има голем проблем што бараат тие во оваа војна. Си наслушавме за тоа дека ова е војна против Кина, против Русија, за некаква геополитичка, геостратешка доминација, но тоа се некако како да е недоволно за да се објасни овој директен судир, оваа инволвираност на американците во регионот, односно првенствено во Иран,
бидејќи до сега она што беше како цел на војната е нели промена на режимот, како да кажам, тоа мене ми се чини како неостварлива цел. Зашто? Бидејќи за такво нешто мора да имате трупи на лице место. На лице место, да, инаку со со воздушна интервенција, тоа мислам дека е невозможно. Може да се случи со некоја револуција, но гледаме дека нема. Дека сега за сега е нема. Иако имаше страшни протести кои беа задушени во крв. Да, ама меѓутоа во овој момент не ги гледаме тие противници на режимот. Манипулира со тие протести, бидејќи поводот за тие протести беше недоволна питка вода во Техеран. Не се бореа луѓе за повеќе демократија и за економски пред. Имаше голема инфлација, се уште има предпоставувам. Да. Иран е земја од санкции од 79-та година, нормално дека економските и социјалните проблеми се големи во таа земја, тоа нема што. Сака да кажам, тие беа предимenzionирани во еден момент тие протести, иако навистина луѓето протестира и навистина тоа беше нели полицијата употреби секакви мерки да ги спречи тие. Официјалната бројка на жртви во тие протести беше 3000 луѓе. Неофицијално се спомнуваат повеќе. Па не знам сега официјално кој официјален извор тоа го има кажано. Иранската новинска агенција, ако не се лазам, Фарс, рече дека има 3000 жртви, иако во тие 3000 жртви ги стави и полициските сили, безбедносни сили. Добро, тоа се све жртви, да. Во суштина сите се жртви, за нив се ирански граѓани, се разбира. Третиот начин кој може да дојде до промена на власт е да се војската да направи пуч, да се побуни. Да, тоа, нели, и за тоа мислам во моментов дека нема големи шанси. И четврто нормално избори, но избори сега нема да се одржат. Сигурно нема да има. Но што е интересно, тука морам да влезам само малку во оваа приказна, нема да ми замерите. Кога се уриваат класични блискоисточни режими, обично тие се врзани за еден човек. Да, Муамер Гадафи паѓа, тоа е тоа. Садам Хусеин паѓа, да. Овдека немате таков случај. Иран не... Хамнеи беше убеден на првиот ден. Па, со првиот куршум, така поетски да се изразам, односно со веројатно првата испалена ракета, дојде стратегијата на Доналд Трамп некако дојде во проблем. Хамнеи буквално се жртвуваше. Според иранската логика тоа е тоа. Маченик стана сега. Стана шахет и сега тој е маченик и мене малку ми изненадува таа неподготвеност да вие влезете во војна со земја од 90 милиони жители, а да не ја знаете културата на таа земја. Традицијата, историјата. Да, традицијата, бидејќи таму мачениците се најпочитуваниот дел од општеството. Еден старец од 86 години кој веројатно бил и болен и веројатно и му се бројале новите најверојатно. Па нормално дека се жртвувал. И на тој начин тој обезбеди обединување на народот. Не слушаме за никакви проблеми сега во Техеран дека некој протестира, туку напротив видовме како милиони луѓе се собраа, нели да го оплакуваат. И да го поздрават новиот лидер, кој што му е роден син инаку. Да, тој е син. Инаку, тоа да кажам, тие по национално се азери, азербеџанци се и таткото и синот. Интересно е тоа. Да, интересно. И тука паѓа во води она дека можеби малцинствата во Иран ќе се побунат. Да, можеби ќе се побунат, не можам тоа сигурно да тврдам, но како да падна во вода и она застрување со курдите, па со ние пешмергите од северен Ирак и така натака, сега тоа некако не држи вода, што значи дека доаѓаме до тоа дека Америка ќе мора да испрати трупи за да ја заврши таа своја работа во Иран. Трупи во регионот речиси да нема, има 26.000 војници во поширокиот регион и 50.000, ако ги рачунам и оние во Европа, тоа се премалку војска. Значи, првата заливска војна Америка имаше 950.000 војници. Ирак е 4 пати помала земја. Да, ова е неверојатна земја, значи со невозможен терен кај што техниката не доаѓа многу до израз, значи ви треба војска. Пустинската олуја, така и се нарекуваше, се водеше на терен што е совршен за американците. Апсолутно, апсолутна контрола од небо, во пустина, ова е планинска земја. Тенковите кои ги немаат сега собрано, значи немаат они на собрано тенкови, не играат голема улога во Иран. Не игра, лимитирана можност имаат и воздушните летала, авиони, дронови, хеликоптери, бидејќи тоа се планински кланци, теснеци, клисури. Не е тоа многу погодно место за
за да дојде до израз напредната технологија и техника која ја поседува, да кажеме, Америка, тоа е несомнено многу посилна страна. Така да, тука е проблемот. Сега имам уште двајца актери нели во оваа војна и би завршил тука, би му дал шанса на мојот ценет соговорник. Иран влезе во оваа војна со една многу јасна цел, а тоа е нели да ја задржи својата хегемонија која има на Блискиот Исток, во поширокиот регион, и мислам дека тоа многу успешно го прави, дека како и да заврши оваа војна, Иран барем за одредено време нема да биде директна захана во Сирија, во Либан, во Газа, и тој притисок ќе биде намален кон Израел, и мислам дека нивната тактика и цела е одлично поставена и они така и работат. Зборуваме за Израел. Зборуваме за Израел. Бидејќи рековте Иран несвесно за тоа, да. Реков Иран, се извинувам. Сега за Иран да кажем, Иран се што треба направи да преживее, и он победил во оваа војна, и мислам дека барем за сега имаат големи шанси да преживеат. Не станува збор за тоа дека можат тие да извојат некаква блескава победа, но кој ќе видиме колкав степен се разрушени американските бази во регионот и доколку нели режимот остане на власт, тогаш зборуваме за една во солидна победа. Иако Лариџани, да, што е многу важен играч во Иран, рече ние свесни сме дека никој не може да победи во оваа војна, но за нас ќе биде победа ако преживееме. Тоа е основата. Апсолутно е така, да, бидејќи ова е асиметрична војна. Да, асиметрична војна на асиметрични сили, и за иранците би било нормално дека разрушувањето на теренот е големо, може за тоа малку подосна да говориме, но преживувањето на државата во овие услови е сосем известно. Добро, Цветановски, се разбира дека со вас не интересираат нешто поинакви работи. Ормускиот теснет рековме што е, сите повеќе или помалку знаат сега, ако не знаеле за неговото значење. Во моментов тамо факт е дека Иран успева во најмала рака да ги исплаши бродовите. Зборуваме за бродовите кои што носат нафта и така натаму, да не поменуваат од таа страна. Имаше и една, бај да речеме, дипломатско безобразна изјава од Иран. Тие рекоа секоја земја во Европа или на Блискиот Исток што ќе ги прекине односите со САД и со Израел, што ќе го набрка амбасадорот на Израел и на САД, слободно нека поменува низ теснецот. Од друга страна, САД тврда дека тие ќе го гарантираат преносот на потрепштини низ теснецот со нивната војска, што е компликувано, бидејќи вие во ваква асиметрична војна не можете со воен брод додите покрај танкери да го заштитувате. Не е тој вид на војна едноставно. Бидејќи од таа страна ќе дојде дрон, ќе дојде ракета, нема да дојде друг брод, тоа вие ќе го уништите. Но за вас тоа е помалку важно. Во овие околности, иако пред неколку дена разговаравме во една друга околност, вие рековте многу смело дека првиот шок е релативно лесен и дека нема да дојде до драматични промени на пазарите за нафта. Тоа беше демантирано, условно кажано на крајот на викендот, и вчера кога нагло порасна нафтата, во еден момент дојде до 120 долари за барел, и тука веќе излезе онаа панична ситуација во која што не се знае кој пие и кој плаќа, затоа што многумина рекоа ова сега ќе оди нагоре, ќе стигне до 200, до 250, сите оние возможни варијанти за иден пекол на цените. Македонија реагираше на начинот на кој што реагираше, во ред, иако да кажам, премиерот рече дека нема потреба од кризна состојба. Ова е многу важно. Ќе дојдеме до тоа. Меѓутоа, веднаш, додека кај нас, и тоа ќе мора да го објасниме, цената на нафтата порасна, како што порасна и на секаде, во Германија е над 2 евра, ако не се лажам, и дизелот и бензинот. На пазарите во светот, повторно се спушти на 90 на долари. Сега не знам како ќе оди понатаму во текот на деноиве, меѓутоа факт е дека како што имаше нагол пораст, нагло и падна. Зошто? Добро, видете, после бурниот викенд, да кажеме, нели, затворање на Ормускиот теснец, игра кажа дека го намалува производството, Обединетите арапски емирати и така натаму. Значи, таа реакција беше нормална, бидејќи нафтата почна да расте уште претходната недела, таа влезе во тренд на пораст. Меѓутоа, понеделник изутрина, практично кога отворија азиските берзи, нели, се случи тоа, да кажеме, интензивно купување, едносно наречено берзанско рели, кое што, нели, врвот беше достигнат на 119 долари за барел.
Сега јас малку се го Но стига анализирав. достигна до тој пик и потоа падна. Падна, меѓутоа не падна веднаш. Она што јас малку се го анализирав по тоа трендот, на диаграмите како се одвиваше. Она што може да се забележи дека тука имавме реални движења, меѓутоа имавме и шпекулативни движења. Што е сосема нормално. Значи, кога имаме еден тренд кога добива на интензитет, значи тука имаме реални параметри, реални купувачи, меѓутоа имаме и шпекулативни купувачи. Што значи тоа во превод за нормален граѓанин што не разбира? Тоа значи дека некој се обидува да профитира во моментот кога расте цената на нафтата. Така. Тоа е шпекулативниот дел. Реалните купувачи купуваат за компании од реалниот сектор за нивните потреби. Значи тие гледаат да фатат што подобра, што пониска цена во што пократко време, за нешто што е неопходно. А шпекулативните купувачи купуваат и чекаат повисока цена за да продадат. Значи, што не е забрането, некој ќе рече не е фер, ама тоа е тоа, така функционира пазарот. Не е забрането. Видите, тие, да кажам, тој тип на трговци или трейдери, да кажеме, ги имаме и кога цената расте, меѓутоа и кога паѓа. Ние минатата година, например, имавме случај кога доларот паѓаше и нафтата паѓаше. Значи тука имавме шпекулативно, значи дел реално тргување, дел шпекулативно кога нафтата паѓаше. Значи имавме цена од $60 за барел. Значи во исто време паѓаше американскиот долар. Во исто време, тоа е практично дупло поевтинување. Но дали овие шпекулативни, како што ги нарекувате трговци, создадоа паника практично? Паника во смисол затоа што се појавуваат по медиумите информациите, веднаш со нив одат и се разбира муабети од типот аха, сега ова ќе оди на 200, ќе оди на 250, ќе купуваме бензин за 200 денари литар и имате во Македонија луѓе, вчера го гледавме тоа, редици по бензинските пумпи, како да пропаѓа светот. Видете, конкретно сега за овој случај што беше, значи во понеделникот изутрина, тука немаше никаков простор за паника, мислам дека беше на некој начин контролиран раст. Од аспект тука мислам дека беа во игра професионални трговци и таа цена од $119 за барел траеше многу кратко. Значи многу кратко траеше, мислам дека 1 час. Тука тоа што ја да кажам ги сум експерт за анализа на тие трендови, нели, преку диаграми, од тоа што го видов јас, значи од цената од $110 за барел до $119 за барел имаше чисто шпекулативно движење. На цената од $119 за барел имаше многу повеќе продавачи од купувачи. Значи тука, нели, одредени сега да кажам продавачи добро заработија, нели. И таа цена тука е формиран технички кажано од аспект на техничка анализа среднорочен врв. Тоа значи дека таа цена во следните недела 2-3 нема да биде одново достигната, ако воопшто и биде достигната. $119 Ова е сосема веројатно сценарио, да се разбереме сега што го зборувате. Да. Тоа значи дека сега не може заради, не знам, некој голем дополнителен настан брутален на Блискиот Исток да отиде нагоре. Единствено ако има некоја драматично случување. Меѓутоа ако земеме но подраматично од оваа атомска бомба да фрлат, претпоставувам се. Што е подраматично од ова? Ако земеме предвид дека тие професионални трговци, значи во своите акции, во своите постапки ги земаат во предвид и очекувањата. Односно што очекуваат како ситуацијата ќе се развива понатаму. А ти имаат подобри информации, претпоставувам, од најголем дел од граѓаните. Па секако да, значи тука имаме се работи за, да кажеме, големи фирми, меѓународни компании. Кои тоа како имаат добри односи и во Пентагон, и во добри информации, и секаде каде што теа. Да. Значи тука на таа цена имаше голем број на продавачи на $119 за барел. Ајде објасни ми уште една работа. Кај нас вчера, бидејќи многу ми не претпоставувам дека не знаат. Кај нас така се поклопи, точно кога беше пикот. Кај нас излезе нова цена на бензините и на дизелот, 5 денари плюс на бензин, 15 речиси на дизел. И сега кога падна цената, многу ми велат, ама чекајте малку, зошто не паѓа кај нас веднаш цената на мало продажба? Зошто не се врати повторно, не знам, на 70? Тоа не е баш така, веројатно се поклопија овие два момента, меѓутоа поинаку функционира овој систем. Видете сега, јас нели како се калкулира цената кај нас во домашната економија, тука не би навлегувал, меѓутоа цената е сосема во ред овака од првично јас што можам да видам, бидејќи ние имавме раст на нафтата за кратко време од $67 за барел до $90 за барел. Ќе земе таа како сега релевантна цена, нели? Значи $90 е сега релевантна цена. И на неа нормално е дизелот да биде 85, колку е сега, не? Тоа е некои 30% значи раст за една недела на меѓународната цена на нафтата. Значи тоа ако земеме $90 како
како Така, во на пресметка, 90, а не на 120. Не на 120. Бидејќи многу ми навелат, чекајте, ако падне од 120 на 90, ајде вратете ја цената. Сега ова го зборуваме баш на народски, меѓутоа тоа е логиката на луѓето. Не, видите, $120 за барел не ни може да се земе како релевантна цена, бидејќи тоа беше само еден тик, тоа така се вика професионално, така. да, кој што е кратко трае и кој што е само еден вид на дивергирање на трендот или дивергенса во трендот. Тоа значи дека оваа цена што е сега е реална. Тоа ми е зборот во овој момент. За една недела ќе видиме што ќе се случува. Меѓутоа, ако претпоставувам цената на нафтата стои околу 90, Да. на $90 за барел, тогаш кај нас цените би биле овие што сега ги имаме прилика. Видите, вчера попладне беше и пресконференцијата на претседателот Така. Трамп, нели, кој што кажа дека војната нема да заврши оваа недела, меѓутоа ќе заврши брзо. Така е, и тоа ги кажа. смири малку. Сега тука имаше контекстот беше и кон нафтата, меѓутоа мислам дека беше и, да кажам, едно мое толкување дека конфликтот нема да се шири. Значи мислам дека тој беше смисолот, значи еден беше пораката за стабилизација на цената на нафтата, една беше ова другата порака за останатите делови на финансиските пазари, бидејќи и берзите почна да паѓаат интензивно. Значи, сега Што е природно во вакви околности, значи во вакви околности е природно, значи после таа изјава на претседателот Трамп, после таа пресконференција имавме стабилизација и на берзите и на доларот почна да паѓа, меѓутоа тоа е, да кажам, нормално бидејќи таа корелација долар берзите кога растат, доларот паѓа и обратно. Уште едно прашање во овој контекст, па да се свртиме на нешто друго. Дали е нормално, знам дека е, меѓутоа повторно, изјава на исклучително висок моќник, како Трамп да го земеме, толку силно да влијае на пазарите? Разговараме за една изјава, за логиката на нештата е. Значи, изјавата на Путин, на Трамп, не знам, на Бирен, на Макрон, може да влијае на пазарите драстично само заради неговата порака, што и не мора да значи дека е точно. Видете, во текот на вчерашниот На ден... Макрон тешко, али? На Макрон потешко, да, добро, ги земавме како, ајде, да ставиме некој од Европа во игра, да. Во текот на вчерашниот ден имаше, да кажам, од изутрина имаше и други вести, дека Г7 ќе ги активираат Така е. нивните резерви. Дали се случи тоа? Да, значи тоа е веќе во подготовки, значи дали е активно сега Да. не би можел Но тоа прецизно ќе да биде кажам, обид за заштита на пазарот за нафта, така? Макрон првин тоа го оспори, меѓутоа потоа го потврди, да, така да го прифати. Имаше уште една вест дека санкциите на Русија кон Индија се симнати од страна на Соединетите Американски држави. Значи Русија сега слободно и продава нафта на Индија. И не само тоа, денес излезе уште една информација дека веројатно се однесува на Русија, иако не беше експлицитно кажано од Доналд Трамп, дека одредени земји кои што се под санкции поради ново настанатата состојба би можеле да продаваат на пазарот да им бидат симнати санкциите. Тоа е Русија, нема кој друг да биде во суштина. Така, да. Тоа е значи повторно еден обид да се смират страстите, така да речеме. Да. И да се покаже дека пазарот секогаш ќе биде задоволен со. Видете, сега како што гледам, значи вчера нафтата падна и $85 за барел, меѓутоа се врати на 90, 92. Гледам дека сега технички гледано тоа е ниво на поддршка. Значи тука 90, 92 и тука мислам дека сега во следните денови тука би се движала. Но неблагодарно е да се каже дали тоа ќе потрае подолг период. Да, се зависи Што од разговараме, размерот. ајде уште едно прашање во овој аспект. Што ако војната теоретски потрае уште 6 месеци? Видете, сега Не може да го отфрлиме тоа како можност. Да, меѓутоа незиното време траење зависи како што ќе се случува во Ормудскиот, нели, теснец, така. тоа, нели. Сега тоа е клучен, да кажам, нели, во светот. Меѓутоа зависи од односите, нели, и дали Русија ќе продолжи да продава и на останатите пазари. Јас мислам дека ќе се најде начин некој да се премости тој, да кажам, тоа тесно грло. Бидејќи сега ако направиме една паралела со војната Русија-Украина. Добро. Таа исто започна во месец март, да кажам, се разгоре во месец март Така, во февруари 2022 почна година. небитно, Така е, да. Меѓутоа цената на нафтата исто тогаш порасна значително. Значи отиде на $100 за барел, отиде $116 за барел. Тоа беше пикот тогаш. Тогаш згора на тоа и доларот беше појак. Ова мора ја правиме оваа корелација бидејќи нафтата се тргува во долари. Петродолар, така е. Така е, значи битен и односот евро-долар во однос на цената на нафтата. Значи тогаш и доларот беше некои 8% појак и цената на нафтата беше $116 за барел, која што исто кратко траеше. И видовме дека ние со текот на времето, значи март месец беше тој пик и после 2 месеци, значи дури и поспоро од сега, таа падна под $100 за барел. Војната продолжи, значи таа трае до ден денес. Но никој веќе не зборува дека таа криза влијае врз цените на енергенсите. Така е. Значи цената на нафтата минатата година падна до $60 за барел. И покрај тоа што низ Украина поменуваат еден куп
цевков води, гасов води, како ги викаат сега продуктов води, иако Русија е еден од главните извозници на нафта и така натаму. Војната продолжи, доларот од тогаш почна да паѓа, значи од тогаш е паднат некои 15%, а и цената на нафтата исто паѓаше. Значи на некој начин се премости тој шок. Значи финалната слика е дека во основа, според вашето експертско мислење, оваа војна дури да продолжи, основниот шок е поминат дека најверојатно ќе се стабилизираат цените затоа што ајде да речеме светскиве моќници имаат ресурси тоа да го контролираат. Так. Ова е многу важно заради паниката што се создава. Ние сме народ, да не ме свати некој погрешно, што секогаш кога има негде конфликт трчаме да купиме бензин, брашно и тоалетна хартија, што е апсолутно глупо, меѓутоа ние го правиме тоа. И вчерашните редици, иако тоа имаше една друга, според мене, многу лоша порака од страна можеби на мало продажните, како да ги наречеме, тука локални продавачи на бензин, но тоа е нешто друго, ќе се вратиме на таа работа. Срџан, го избра иранците наследникот на Али Хамнеи, тој е неговиот син, исто така Хамнеи, некој се расправа точното име како му е, дали му е на со Дж или не, помалку важно. Имаат намера да се борат, рековме. Последната изјава од Лариџани, тоа е еден од шефот на Иранскиот совет за национална безбедност, го спомнав и претходно, многу важен играч, испрати една порака до Трамп, не само вели што не се плашиме од вас и од вашите закани, да се не заборавиме, Трамп рече, ние имаме намера да го поставиме новиот лидер на Иран, овој што го ставивте не ни се допаѓа, или ние ќе го поставиме или ништо. Вели немојте да не се заканувате со елиминација, внимавајте вие да не бидете елиминирани. Ова е прв пат некој да му се заканува на Доналд Трамп со елиминација физичка. Така го разбирам ова. Се разбира дека ова е, нели, за масите. Фигуративно. Да, меѓутоа тоа покажува една дрскост, меѓутоа исто време една храброст. Овој Лариџани не може да не знае дека американските сателити веројатно и него го имаат лоцирано некаде. Прашање дали може да губиат, бидејќи се зависно од колку е длабоко во земја бункерот, до каде може да тоа е сместен, проектилите да. Може би да, може би не, тоа не знаеме колку е точно, но по убиството на Хамнеи, тоа не е првиот убиен ирански функционер, тоа се случувало и во минатото, посебно израелците кои ги бива еден куп на физичари, научници. Касим Сулеймани, да не збравиме, го убија главниот генерал, да, така. Тоа беше под наредба на Доналд Трамп. Така е? Да, убиен, да, генералот кој, нели, со голем успех се бореше во Сирија. Тоа се случувало, така да тоа не е ништо ново и ја повторно, нели, така јавно прашувам зошто мислеа дека овој пат ќе има другачи епилог, има убиството на еден висок функционер во Како го толкувате ова, Срџан? Знаете зашто? Кога американците влегуваат во војна, до сега барем, така сме навикнати, тие имаат план Б, како бекап, значи излезна варијанта, и најчесто им успева планот А. Затоа што влегуваат со огромна надмоќ, генерално во авиација претинаци, тие го обезбедуваат небото, клучно за нивната стратегија на војување, морењата исто така, тие кога влегуваат во војна не влегуваат како аматери. Значи влегуваат со апсолутна експертиза во Пентагон и во Стейт департментот и било каде во Вашингтон имате експерти, предпоставувам, за Блиски Исток, експерти за Персија кои што знаат до детал што се случувало, што се случува и што може да се очекува. И сега ваков начин, што и јас мене ми е логичен, во основа нема логика. Вие да влезете во една авантура во која што немате излезна стратегија и се покажува, ако е точно, дека вие всушност не знаете со каков противник имате работа. Основата е точно да знаете со кого имате работа. Па затоа не можам да најдам НЗС. Па да, НЗС не може да се најде логика во начинот на кој тие започна војната. На страна тоа што имаат воздушна надмок, тоа не е воопшто спорно, но има само некои 200 и нешто борбени авиони, до сега загуби, ако не се лажам, 6 F-15, тие што се разбираат каков авион е тоа е авион кој ја нема се преправил дека сум стручњак за авиација, но тоа е авион кој е дел од стратегиската одбрана на САД, да, и
е авион пред се нели наменет за пресретнување на интерконтинентални ракети. Од студената војна е проектот, но се уште е тоа еден од најбитните, најзначајните. Доразвиван. Да, еден од најзначајните авиони што го поседува американската авиација и да, го нема во мислам дека не е дел од морнарицата. F-15 загубија 6. 3 мислам беа тие во Кувейт кој Што биле урнати кобојаги од пријателски. Грешка. Нема да речам кобојаги, официјално беше од пријателски оган урнати. Што е чудно. Ја ќе кажам кобојаги. Што е чудно. Никој не може да ме убеди дека некој ќе урне пријателски 3 авиони во еден ден. Во еден час. Па пуштија некој видео каде што тој дури правеше маневри тој кувајќанецот, така да беше многу симптоматично. Како и да е, загубата е евидентна. Пријателско или непријателско. А загубата е евидентна. И тоа што е најинтересно во целава ситуација, значи ја би се навратил пред година ден имавме онаа 12-дневна војна. Така е. Кога Иран буквално го изненад Израел со дометот на своите ракети, со способноста да се погадат разни цели во Тел Авив, во пристаништето Јафа, едноставно да го изолираат Израел и ја мислев дека сега научиле многу од таа ситуација и дека едноставно се донесени доволен број на пресретнувачки ракети кои би можеле нели успешно да се носат со огромниот број на проектили кои што Иран ги испалува речиси постојано на разни цели. Па видовме дека заливските земји, оние што некои ги нарекуваат клиентски држави, ние ги кажеме сојузнички на САД, како Катар, Бахрейн, па Саудиска Арабија, Саудиска Арабија, Кувајт, Бахрейн, нели веројатно заборавив уште Кувајт и така натака, Ирак, земји кои што буквално за 4 дена војување остана речиси без воопшто ракети за пресретнување од типот на Патриот, што да кажеме имаше една Катар ракетите кои биле планирани за 10 години ги потрошиле за 4 дена. Мислам тоа е ова. И сега тука нели веројатно Иран и ги изненади многу американците со тоа што почне да ги напаѓа нивните бази кои ги има они во тие. И амбасадите интересно. И амбасадите, да, но и некои други, например тука бе и некои други построjenja кои што немаат премногу врска со војната моќ или со администрацијата на САД, но беа погодени и да не заборавиме, беа погодени оние радари премногу скапи, премногу битни за рано предупредување, кои што не само што се многу скапи, но треба многу време да се направат. Тие ги произведуваат во Lockheed Martin. Првобитната информација беше дека нема да може побрзо од 12 месеци, веројатно ни побрзо од 24 месеци, па сега читав дека можеби ќе требаат и неколку години, бидејќи тука треба да се користат ретки минерали и ретки метали за. Значи овдека не е во прашање имаме пари па ќе купиме како што имаат, тука едноставно не може да се произведе. Па не е ствар, па исто и за Патриот ракетите, значи не е работава, тие чинат, не знам, загубата е некаде на американците, само не е загуба, тука е потрошени се да кажеме Патриот ракети во висина приближно некои 6 милиарди долари за првите 8 или 9 дена од војувањето. Тоа веројатно е нели ништо за американскиот воен буџет, но целиот проблем е што како да кажам, треба време да се произведе на таква ракета. Исто да кажеме за Томахавк ракетите, потрошени беа во првите 4 дена на повеќе од 400 Томахавк ракети. Една падна и на тоа несрекно училиште за девојчиња. Да. За оваа година биле предвидени да бидат произведени 65 ракети. Ова не е прв пат Америка се наоѓа оваков проблем. Кога беше она арапската пролет, па се бомбардираше Либија, Сирија и така натака, и тогаш се јави истиот проблем и едноставно запреа големите воени действија. Веројатно американската воена индустрија не наликува на онаја американска воена индустрија од Втората светска војна, па и од првите години. Но Трамп вели имаме оружје колку што сакаме, муниција колку што сакаме и можеме да го употребуваме до безкрај. Ова е изјава на председателот на САД. Па можеби имаат за оние колтови имаат неограничен број на значи не постои нешто што е неограничено, мислам сега. Од друга страна заливските монархии се лути, тие сметаат дека целата одбрана е насочена кон Израел,
Значи американската одбрана зборуваме. Тоа може јас да им го кажам пред да почне војната, немаше. Така е, меѓутоа очекувале, да од друга страна како колатерала апсолутно можеме да земеме и Украина. Зеленски веќе јавно се жали затоа што едноставно едноставно господин Зеленски така го кажам дека затоа што едноставно се трнати на страна се што е потребно оди за Израел и за заштита на американските интереси на Блискиот Исток и Украина практично во овој момент се наоѓа во една лимбо ситуација. Каде што русите можат многу полесно да пенетрираат затоа што нема заштита. Па и тој телефонски разговор помеѓу Трамп и Путин кој ние до крај не знаеме што се случи вчера токму така. Веројатно има врска и со тоа, значи А беше опишен како многу конструктивен разговор во кој што двајца пријатели сега големи пријатели одавна не е тоа. Најдоа заеднички јазик за многу работи. Да, ја мислам и дека нашле. Чувствувам, не. Добро. Не знам. Овдека размислуваме, само анализираме. Така да, тоа е веројатно голем логистички проблем кој колку и да е желбата на претседател Доналд Трамп нели да се продолжи со ова, еве како што рече и соговорникот дека нели претпоставувам дека нели проблемите со цената на нафтата се дополнителен притисок, читав и дека имало и проблеми со обезбедување на финансирање во некои фондови кои што се да кажеме американски фондови блиски до BlackRock и други организации блиски до воено-индустрискиот комплекс. Тоа се пред се пари, претпоставувам, на овие мокниците од земјите од заливот кои на тој начин сакаат да извршат некој притисок ова што е можно побрзо да заврши, бидејќи има тука реални проблеми. Дубај има многу малку храна, например. Тие имаат многу малку, така е. Па и вода. Па водата е голем проблем таму. Водата иде од десалинизација на Блискиот Исток. Компликуван процес, да. Тоа е најлесната работа во свет, тоа да се уништи. Тоа и македонска армија можела да го уништи. Тоа се тотално цивилни објекти кои се незаштитувани. Тоа се цевки во прашање. Мислам, нема тука ништо специјално да се уништи, многу лесно тоа би се уништило. И замислите вие сега земји кои имаат милионска популација, како Обединените арапски емирати, како Саудитска Арабија, која сепак не е тоа мала земја, замислете да останат Ријад, нели, да остане без вода за пиење, бидејќи без храна може ќе се сноѓа, ама како без вода ќе се сноѓа? На сите пари што ги имаат. Ма џабе ви се парите кога вие немате вода, немате храна и мислам дека тоа не може да издржи долго време. Иако очигледно, барем според изјавите, и двете страни се премногу заинтересирани нели ова да трае. И сега има уште една работа, го имаме тука Израел, кој повторно, кој претходно реков дека тој работи на исполнување на своите цели, но Израел, тоа мора да се знае, мала земја, многу мала земја, со многу ограничени ресурси и со само едно пристаниште, кое е лесна цел на иранските Тоа е Хаифа, да? Хаифа ли беше? Да, Хаифа, да. Тоа е едно пристаниште кое може да има други пристаништа кои се оние рибарски. Да, но не вакво, да. Но не вакво кое што има кранови, нели, кои може да прифатат тежок товар и така натака. И исто така еден голем меѓународен аеродром Бен Гурион во Телавив, добро? И тоа е се. Во такви услови е многу тешко да се водат долги војни, затоа и сите војни на Израел се кратки, москавични, брзи, со потреба нели на голема сила, изненадувачка сила во моментот, за да потоа нели тука на еден дипломатски пат, еден асиметричен дипломатски пат се дојде до посакуваната цел и затоа ни Израел не би можел ова долго да го трпи, на страна тоа дека сигурно Иран не би можел ова долго да трпи, бидејќи имаме едно разрушување. Јас би му дал на него малку повеќе простор, па после би на крај би заклучил. Ќе сватиме на тоа е многу важно. Тоа што случува во Техеран е многу интересно, таму се појавија кисели дождови поради ударите врз. Така е. На крај ќе се вратиме. Но ме интересира Цветановски. Премиерот денеска рече дека не гледа потреба од прогласување на кризна состојба во државата, вели нафта имаме доволно и не само што имаме доволно, туку објективно во регионот е наевтина. Предпоставувам дека е така, нема причина да лажи, барем дизелот е наевтин. Меѓутоа, еве вашиот експертски став е колку оваа ситуација ќе влијае на другите цени. Бидејќи обично кога варира цената на нафтата, заради логиката на нештата, на сенџерот на како оди на цените, обично растат и другите цени. Денес се лажеме, ние имаме
Мене лично ми се скапи цените во продавниците, ако на некој му е ефтино, секоја чест. Можеме да очекуваме сега подигнување на цените на храна, не знам, не на нафта, на било што, на било кој производи што не се неопходни. Видите, сега се уште е многу рано да се зборува за тоа, бидејќи нели војната и оваа цена на нафтата траат една недела, да кажеме, се на се недела и нешто. Се зависи од време траењето на војниот судар и од цената на нафтата. Тоа ми е јасно, но вие спомнавте шпекулации. Ако постојат шпекулации на големите пазари, шпекуланти, тогаш што останува во земји како Македонија, каде што трговци, поединци, како да ги наречам, професионални измамници, знаат и тоа како да се играат цените. Не, добро, видите сега. Мене не ми е нормално кога е 250 денари краставица, како да ви кажам, во Македонија. Сега може некој да ми објасни што сакам, не, тоа не ми е логично едноставно. Видите, и на пазарите на стоки, на commodities market, и на пазарите на валути меѓународни, секогаш, да кажам, има одреден тренд кој што се одвива и кој што секогаш имаме преценетост на одредена валута или на одредена стока, или подценетост, или се наоѓа на таа фер цена. Значи, тие се нормални движења во вид на синусоида која што е нагорна или надолна, така да тие, да кажам, отстапувања и не траат долго. Ние ќе покаже, да кажеме, времето и овие денови, недела, две, каде ќе се стабилизира цената на нафтата. Сега веќе нели имаме стабилизација, меѓутоа уште рано да се зборува за тоа, бидејќи тоа е веќе втор ден, нели? Околу $90 за барел. И сега, ако потрае, да кажеме, оваа ситуација и оваа цена на нафтата, која што е нели сега $90 за барел, или се движи во некој опсек помеѓу 80 и $100 за барел, може да имаме промена и во генералната монетарна политика глобална. Значи, таа е поврзана со инфлаторните очекувања. Значи, претходно сакам да кажам дека беше за оваа година очекувањата беа, значи тоа во јануари и во декември претходната година, дека каматните стапки ќе паѓаат надолу, дека федералните резерви, нели, американските федерални резерви ќе ги намалуваат каматните стапки, дека Европската централна банка ќе ги држи на исто ниво со евентуално исто така намалување на каматните стапки. Меѓутоа, нели, сега со овој развој на настаните, ако, нели, потраат повеќе од месец дена, нели, ако земат некој замав или се одржи ситуацијата како што е сега, веројатно ќе има измена на тие планови. Значи, она што централните банки најмалку што може да го направат е да ги задржат каматните стапки на исто ниво. Добро, што значи тоа за нас? Видете, што значи тоа за нас? Појавата на глобалната инфлација ќе биде следена, нели, И со локална ќе биде инфлација. ќе биде будно мониторирано и од федералните резерви и од Европската централна банка. Меѓутоа, таа инфлација која што произлегува од нафтата, таа се нарекува, нели, увозна инфлација или инфлација на инпути, бидејќи, нели, нафтата е битен инпут во производството. Значи, ако имаме појава на глобална инфлација, ќе се превземат мерки како што се превзема во 2022 година. Значи, сега правам некоја паралела. Ако, добро. Значи, ако има некоја појава на такви инфлаторни движења, ќе има изголемување на каматните стапки. Меѓутоа, сепак за тоа треба да помине одредено време. Мислам, сега рано да се зборува за тоа и за било какви, да кажам, инфлаторни притисоци, бидејќи, мислам, нема тука простор никаков за паника. Треба да, сега 2022 година дури беше и покомпликувана, бидејќи, како што кажав, и доларот беше посилен во однос на нафтата, тука беше нафтата и поскапа. Меѓутоа, тогаш имавме и покачување на цената на струјата, нели, нагло, ако се сеќаваме, во 2022 година, тоа беше покомпликувано. Така да сега во овој случај, нели, ќе почекаме и ќе го следиме развојот на настаните, мислам, тоа ќе го прават и централните банки. Но опозицијата во Македонија, да се зборува за било што. Опозицијата во Македонија предложи да се донесат мерки како што е намалување на акцизата и на данокот на додадена вредност, за да се интервенира, да се извлечеме од шокот, не знам што. Во ред, премиерот тоа го одби, затоа и нема кризна состојба, за да не може тоа да се нема потреба. Да се направи. Сметате дека навистина нема потреба од такво нешто? Ова ми е мене прашањето затоа што нормалниот граѓанин во Македонија сака да знае дали утре кога се разбуди ќе го очекува ценовен шок кој што ќе го тресне по глава. Многу едноставно. Знам дека многумина ирани ми е многу далеку кои си викаат што сакаат нека прават, само да се што подалеку, меѓутоа цените овдека на лебот, на брашното, на нафтата, од која што морат за жал да ги има, едноставно луѓето се плашат. Нема потреба од никаква паника. Па видите, ние, да кажеме, овие цени на нафтата сме ги видели и порано, и тоа и во блиското минато, да кажам. Ако земете дека во последните 5 години, просечната цена на нафтата е $77 за барел. Значи, таа се има некој отстапување кое што и не е толку драматично во однос на некои претходни вредности.
Така да ние, да кажем, оваква ситуација сме имале веќе и нема потреба од никакви, да кажеме, посебни мерки или било каква паника. Добро, ова е многу важно за мене. Колега Срđan Ивановиќ, влеговме во тој многу важен аспект, дури и САД го критикуваа Израел затоа што удира на постројки кои што се премногу опасни, кои што можат да направат катастрофа. Зборуваме за кисел дожд над Техеран. Некој ќе рече повторно, себично, ми е гајле што се случува тамо, меѓутоа не е така. Не е така. Од друга страна и нуклеарните постројки во Исфахан се таргетирани, многу опасна ситуација. Од друга страна да не заборавиме, Иран се заканува дека ќе го удри израелските нуклеарни постројки кои што така тие па се поблиску до нас. Дали ова ќе остане само на закани или навистина некој е готов да ја премине таа линија и да оди до крај? Не, за мене е за мене говорам, поверојатно сценаријата дека во еден момент Доналд Трамп ќе излези, тоа ќе биде за неколку дена и ќе каже ние ги утепавме, ги победивме во негов стил, ќе одржи пресконференција, таму нема ништо. Се уништивме, се е супер. Уништивме, ништо нема останато ова и едноставно ќе почне со нешто друго да се занимава, веројатно со Куба. Таква најава има. Куба, мислам дека меѓу Иран и Куба ќе има една серија на вонземјани дека ќе ги отвори тие најави од отварање на тие тајни досија околу вонземјаните. Тоа е тоа во што јас верувам. Сега, ова има други луѓе кои веројатно со право се загрижени дека ова може да заврши и со гранатирање на тие нуклеарни централи во Иран и во Израел. Тоа се преца за производство на електрична енергија, нуклеарни централи, но знаеме дека нивната нестабилност може да доведе до многу несакани последици. Јас бев жив кога се случи хаваријата во Чернобил, во денешна Украина, и знам колку беше драматично. И јас се сеќавам помалку на тоа, така. Така да тоа веројатно би било катастрофа за поголемиот дел од европскиот континент и за нормално африканскиот и делови од Азија. Но исто така има и голем број на сериозни луѓе во светот кои стравуваат дека може да дојде до потреба на нуклеарно оружје од страна и тоа од страна на Соединетите Американски држави по наредба на Доналд Трамп, што би било равно на катастрофа и на еден нуклеарен Армагедон, нешто што претпоставам никој не го посакува и дека тоа може да... Но после Хирошима и Нагасаки постои еден непишан договор, се разбира дека нуклеарно оружје е само за одвраќање, туку едноставно. Значи, ве плашиме дека го имаме, а не го употребуваме. И сега вие да го употребите е малку... Сега вака ова малку навистина звучи вашево катастрофично, меѓутоа и некои други потези... Јас верувам во тоа. Него дека постои кај некои луѓе можност. Некои луѓе постои таков страх дека може да дојде до такво нешто. Значи, и тоа баш во ситуација доколку тој не донесе трупи кои што, со чија помош би се освоил Техеран. Но добро, тоа рековме дека е речиси невозможно. Ви требаат веројатно 1-2 милиони војници ви требаат за почеток. Најмалку. Земја голема колку Западна Европа, вие да 90 плюс милиони жители. Но како го толкувате фактот дека нема да речам од која страна, меѓутоа видливо е дека некој се обидува да ги вовлече и другите земји во конфликтот. Имавме ситуација во која што Азербејџан беше нападнат. Турција сега имаме втора ракета која што беше урната на турска територија, НАТО ги вклучи системите за одбрана. Интересно, исто имаше... Иран демантира. Демантира Иран дека ги нападнал. Исто имаше во Саудиска Арабија и во Катар. Беа уапсени лица за кои се верува дека се поврзани со Мосад, со израелската тајна служба, дека сакале да прават одредени, да постават некој експлозив на одредени ситуации. Евидентно дека желбата на Израел во оваа ситуација е да вовлече што е можно повеќе актери во игра против Иран, што на тој начин би се да кажеме продолжила војната можеби и би се олеснил притисокот врз Израел кој пак е повтораме многу мала територија. Турција е идеална за оваа работа.
Турција е голема земја, сега, сосед на Иран. Ако со шпекулираме, огромна да војна моќ. шпекулираме до крај. Сега тука е малку, сега ја не верувам дека турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган е глупав човек, па би наседнал толку Многу лесно. работи е, ама наивен не. Не е наивен и не е глупав човек, тоа сигурно. И дека тој туку така лесно би влегол во војна со Иран, особено што, ова морам да го нагласам, што веќе на големо во Израел се шпекулира дека Турција е новиот Иран, дека по завршувањето на оваа војна Израел ќе се насочи против Турција, бидејќи ја гледа оваа земја гледа како конкурент во блискоисточниот базен, посебно на територијата Либан, Сирија. Да, но Турција Ирак. е малку поинаква приказна. Турција е во НАТО. Е сега, да довршам ако може. Слободно. Па ти продолжи за НАТО да ламентираш. Веќе е направен воен сојуз кој е прилично официјален помеѓу Израел, Грција и грчкиот дел од Кипар. Грција, да потсетам, е членка на НАТО, која што е нема никаква тајна дека е тоа антитурски сојуз и кој, што да кажеме, самото НАТО не го забранува на своите членки да формираат дополнителни одбранени Тоа го гледаме и сојузи. кај нас. Го гледаме, да. И еден неформален член, јас би додал тука, е и Србија, која во последно време доби огромна количина на многу модерно и софистицирано оружје од Израел, а исто така деноноќно авиони од Ниш полетуваат и слетуваат во Израел, веројатно носат муниција и друга опрема. Така да, во нашиот регион, црната прогноза е дека нема да се смират непријателствата поврзани околу блискоисточната клиза и дека може да бидат само поблиску до нашиот регион. Што е лошо во принцип. Што е се лошо, разбира. да, но е добро за оваа војна, бидејќи Турција нема да очигледно да влезе на страната на Иран. Ја мислам турците би биле премногу нервозни доколку курдите од Северен Ирак го нападнат Иран. Они тоа не може да поднесат било какви курдски формации во регионот. И мислам они попрво би влегле во акција во борба со курдските формации. Отколку со иранската войска. Отколку со иранската војска, бидејќи тоа би било многу лошо за Турција на долг рок. Непријателство со Иран, Турција е моќна земја, голема земја, но Иран е преголем залак, видовме, па дури за Соединетите американски држави, Ердоган даде а не за интересна изјава, Турција. кога падна ракетата втора, рече, порака до Иран беше, ајде да не го расипуваме братството што трае 1000 години. Да. И сега има уште еден момент. Се случи, падна некаков дрон, ако не се лажам, падна и во Азербеџан. Да. Да, И некој очекуваше Азербеџан веднаш да се Па вклучи. првата нервозна реакција на Азербеџанците беше Азербеџан многу инаку нервозна. во сојуз со Израел, че тоа многу мина не го знаат. Не е во формален воен Не е сојуз, во но има формален, но добри сите знаат односи, дека се во тие односи. гасот и нафтата за Израел одат таму и голем број на производи. Азербеџанците веднаш се мобилизираа, пратија војска на границата со Иран, но тоа веројатно размислиле, се оладиле главите, па денеска видов дека Азербеџан пратил во Иран помош, во храна и во лекови, да, што да кажеме дека бидејќи според одредени доктрини Иран е најлесно, ако веќе се напаѓа копнено, најлесно се нападне токму од страната на Турција или на Азербеџан, бидејќи од другите места се смета дека е или неосвоиво, или пак премногу тешко освоиво. Иран се смета за природна тврдина, тоа го знаат сите. Апсолутно, да, тоа го знаеме уште од античко време, но ова што е од северот на државата, дека до Техеран има прилично полесна траекторија и географија од северната страна. Ова се потенцијални само размислувања, се разбира тешко апсолутно, ја мислам може дека ништо дојде тоа до- нема да се случи, ја искрено ова. Но вреди да се прави таа. ментална гимнастика, да. Да, Цветановски, веле дека најдобар начин да се спасите од економски шокови, од дестабилизација, ако однапред предвидите што ќе се случува. Ние се разбира од опозицијата замерки дека не биле преземени на времени мерки од страна на власта. Како треба ние да се поставиме во овие околности? Ние ја следиме ситуацијата, се разбира. Дека некои работи ги правиме како што треба, се покажува со фактот дека навремено ги излекуваме нашите луѓе од загрозените подрачја. Се праќаат авиони и тоа све е одлично. Меѓутоа,
дали може економска стратегија да се создава однапред, зборуваме за мала земја како Македонија, која што ќе антиципира на квалитетен начин и на одреден рок, што може да се случува, ќе ги толкува токовите на парите, толковите на енергенсите и така натаму, и да презема однапред мерки кои што ќе ја заштитат или колку толку ќе го облажуваат ударот. Ете сега конкретно за овие настани, иначе нели како што кажав, развојот на настаните на Блискиот Исток ќе ги диктира и развојот на настаните на монетарното поле, значи околу каматните стапки. И Но што можеме ние да преземеме како држава во случајот? Освен да гледаме, да чекаме, зборот ми е што? Видете Да се, се стабилизираат цените, да се забрани, не знам, нешто, што? па видете се како економски мерки. Јас сега тука би се осврнал пак сега на една, да кажам, ситуација на финансиските пазари. Апсолутно. Секогаш треба нели да се следат тие. Во основа нели таа анализа на диаграмите на движење на валутите, на златото, на цените на комодити маркетот, на пазарот на стоки, отприлика дава некој приказ, некои очекувања за идните 3 до 6 месеци. Значи така вообичаено се кажува дека таа техничка анализа ни кажува, значи на самите диаграми се прикажани движењата на цените на валутите, на стоките, на берзанските индекси, а и тоа е практично, тоа се движењата, односно акциите, ценовните акции на сите актери, глобални актери. Значи тука ние гледаме како да кажам тргуваат и големите банки и големите И компании. паметно е да се оди според нивната логика, сметате? Па видите сега конкретно за овој случај, значи имаше одредена ризика верзија и на индексите, берзански индекси и во Америка, и на движењето на евро-долар, а се започна да кажам со криптопазарот негде крајот на ноември, почетокот на декември, кога имаше масовно повлекување на средства од криптопазарот. И потоа падна масовно. Да, биткоинот падна страшно. Па речи си да кажеме 50% од неговата највисока вредност. Значи тој од $126,000 до скоро до $60,000. Значи имавме тие криптопазарот се смета како најризична инвестиција. Добро. Да, значи при одредени сознанија, значи одредена подигнување на свесноста за ризик на инвеститорите глобално, они најпрви ги повлекуваат парите од криптопазарот. И тогаш имавме Бидејќи најнестабилен. да, како најризична се смета, нели, таа актива се смета како најризична, бидејќи не е ниту глобално, да кажеме, и признаена, ниту од банките, ниту има контакт со реалниот сектор на некој начин, нели, тоа си е, да кажем, на некој начин некој продукт кој што е, нели, да кажеме, ајде, сам за себе. И беа повлечени од таму средствата, тоа беше првата индикација дека има одредена ризика верзија, значи дека инвеститорите стануваат, го подигнуваат нивото на внимателност за 1 до 2 степени. Втората индикација беше цената на златото. Значи цената на златото Отиде растеше. многу горе. Едно Тоа време. да. Ужасно многу. Така е. Значи тоа растеше и особено кога почна американските трупи да се движат кон Блискиот Исток, го достигна врвот од $5,600 за унца. Значи некога почна нападот, веќе кога почна нападот врвот беше достигнат, туку кога почна да се движат трупите кон Блискиот Исток. Исто така имавме индикација и на берзанските индекси, например Standard & Poor's, тој американскиот индекс кој што ги вклучува 500 најголеми компании. Подолго време имаше тргување во опсек, односно имаше тргување во смисол на една достигната максимална вредност и потоа се пониски вредности, значи синусоида со агол кон надолу. Значи тоа е внимателност, внимание. Тоа чекав да ми го објасните тоа со едноставни зборови. Тоа се кажува скратено ризика верзија. Значи имавме појава на ризика верзија на меѓународните финансиски пазари. Тоа е очекување од настан кој ќе се случи, кој што ќе го зголеми глобалниот ризик. Да. Сега во вакви околности, чисто сосема сме на крајот на емисијата, за оние што се многу заинтересирани во ризични периоди да влегуваат во операции на берзите. Добро. Едни трчаат и велат треба да се купуваат долари, други велат не, евра треба сега да се купуваат, трети викаат батали валути, злато. Четврти велат не, сега му е мајката да се игра на криптопазарот, да се купува биткоин, не знам што. Што е во овие околности најлогично? Или треба да се седи и да се чека? Видете, тоа зависи како е ориентиран, нели,
дали се работи за приватно лице, за фонд, за одредена Да претпоставиме Да. за приватните лица, бидејќи луѓето што не гледаат нас главно се, нели, приватни луѓе кои што можеби имаат афинитети кон таа област. Мене често ме прашуваат, ајде дознај што треба да се купува, кај да се купува, јас не знам, немам појма, не. Видите, Што е најпаметно сега? секогаш се прави некое портфолио, нели, кое што има најмалку ризични, средно ризични и високо ризични. Златото е нели, секогаш најмалку делови. ризично. Златото, видите, златото сега како што е тоа, да кажеме, својот врв го достигна, како што кажав, кога почна трупите, кога тргна кон Блискиот исток. Инаку сега тоа е пониско од тој, Така, значи сега е падна за нешто. $5.200 за унца. И значи ако судирот влезе во помирни води, ако имаме во првиот момент кога ќе имаме нели на хоризонтот појавување за смирување на судирот, тоа ќе почне да паѓа. Златото Мислам ќе дека почне да тука паѓа. дека тука очекувањата се истрошени кај златото. Значи, во превод веќе во овој момент не би требало многу да се прави паметен човек и да купува злато. евентуално ако дојде до ескалација на судирот. Тоа е веќе ризик Да, на да. секој што треба да си го поднесе ако сака. На некој начин и добре што сега златото мирува, бидејќи тоа значи дека сега глобалната заедница инвеститорска смета дека судирот нема да се прошири. Дека нема да ескалира до некои екстремни нивоа. Дека нема да имаме нели употреба на неконвенционални оружја. Меѓу доларот и еврото, ова што велат едни сега му веката долар да се купува, други викаат никако купува евро. Треба да се очекаме, како што кажат, значи ако монетарната политика на федералните резерви се промени, ако тие решат каматните стапки да не ги намалуваат и ако евентуално се решат дури да ги зголемат, тогаш американскиот долар ќе расте. Ако сепак судирот не трае долго, ако цената на нафтата падне, тогаш можно е федералните резерви нешто подоцна во текот на годината да почнат да ги намалуваат каматните стапки и тогаш доларот ќе продолжи да паѓа, а берзанските индекси ќе почнат да растат. Се тие во одреден пат. Меѓутоа, тоа зависи од монетарната политика. Ако каматните стапки растат, берзанските индекси ќе паѓаат, а американскиот долар ќе расте. Јас се надевам дека ова на оние што се заинтересирани за берзански активности ќе им значи, за тие што не, повеќе или помалку им е сеедно, за тие што се разбира, си гледаат својата работа и чекаат плата, овие што сакаат да заработат пари побрзо. Бидејќи имаме ние тука и експерти од поопшта пракса кои што прават пари од се и се, што така тврдат, после тоа Во секој случај, за да се биде активен инвеститор, препорачливо е да се знае да се читаат диаграмите. Бидејќи како што кажав, тие ни кажуваат како се однесува целата глобална заедница во однос на нашата инвестиција, нели? Да. Значи мораме ако инвестираме во одредено дали се работи за злато, за валути, мора да пратиме нашата инвестиција секој ден како се движи. Но и покрај тоа не е 100% сигурно. Ништо на светов не е 100% сигурно. Најдобрите стратегии се 70 до 75% сигурни. Значи секогаш постои нели некои 25 до 30%. Да. Веројатност, но си има 25% дека може да сгрешиш. За тоа Зборите за најдобрите. Да, најдобрите стратегии, да. Најсигурните се од 70 до 75% носат добив. Мислам дека ќе бидат профитабилни. Значи сепак е ова на некој начин коцка ако сме реални. Не е коцка, видите, тука е најважно да се следи тој price action го викаат. Сега можеби на англиски како се движи цената. Значи тоа е најважно да се контролира, на некој начин да се мониторира на дневна основа, бидејќи самото движење на цената, значи самото да кажам анализа на диаграмите ќе ни каже што да правиме понатаму. Ние како инвеститор треба да знаеме кои ни се опциите. Значи имаме што треба да направиме во одреден случај. Ако самиот диаграм ќе ни каже која од тие мерки ќе ја примениме. Измена времето за оваа емисија, јас имам уште толку многу прашања што просто е неверојатно, меѓутоа така стојат работите. Морам да ја затварам овде емисијата. Срđan Ивановиќ, Бојан Цветановски, благодарам за гостувањето. Благодарам на поканата. Мислам дека бевме можно интересни, сакав да разговараме и за можноста да американско-израелски копнен напад би бил најсигурен на островот Харк, кој што е многу важен затоа што таму поменува 90% од извозот на нафта на Иран, меѓутоа еве ќе оставиме за некоја друга прилика. Оваа емисија како и сите од овој правец се разбира се со намера и желба да понудиме некакви одговори, почитувани гледачи кои што не мора да се апсолутно точни, никој точно не знае што се случува ниту во воена, нити во економска смисла, зборам за 100%, но ние сме тука да дадеме некаква анализа што би можело во кој правец да оди. Логиката не ни кажува дека работите ќе одат на добро во брз срок, се надеваме, природно се надеваме дека сето ова лудило ќе заврши, особено дека нема да ескалира,
и да се претвори во глобална катастрофа. Како и да е, тука ја завршуваме оваа емисија, утре во 15 часот е репризното издание, а јас ви се кажувам нова седба со мене и со нови гости утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.